проценти, попуст на попустот, толку проценти, така натаму, еве, очекувајќи го почетокот на нашата средба, го слушам тоа. И ви посакувам добре дојде во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. А токму на некој начин во таа смисла се однесува и нашата тема, односно ДДВ третманот на давање и примање на парични средства, на име на донации, односно давање донации, добра во услуги и така натаму, и третманот од државата. Имено давањето донации и хуманитарна помош е како предмет на донација представува давање на пари, на добра или на услуги. Во пракса често пати се поставува прашањето на кој начин се третира давањето и примањето на пари, или велам на разни добра, sejedno дали станува збор за увезени или однатре, домашни, односно пружање на услуги со цел донации и хуманитарна помош од аспект на оданочување, односно ДДВ. Како и тоа дали самиот факт што што станува збор за донација или хуманитарна помош може да представува, односно представува услов за ослободување од ПДВ. Дали може со други зборови да се исклучи тој ДДВ во одредени случаи. Темата која се однесува на даночниот третман на донациите секогаш се актуализира во време на одредени непредвидени околности, кризи, елементарни непогоди, виша сила некоја или некои слични вонредни ситуации. Тогаш донациите се особено зачестени, видливи, иако ние како донација, како држава гледаме донации постојано и чекаме пари, донации средства за одредени, фондови, помош за одредени области, помош за подобрување на правосудството, инвестиции, односно директно пари дадени за тоа, во таа смисла инвестиции, а без резултата парите отишле. Меѓутоа, кога станува збор, велам, за вонредни ситуации, донациите се однесуваат и токму на оние кои се опфатени со тие вонредни ситуации, без оглед дали станува збор за пари или некој друг вид на пружање на услуги со цел ублажување на последиците од вонредните ситуации или вонредната ситуација. Мислам дека може слободно да се нарече вонредна ситуација и трагедијата во Кочани, пожарот во кој настрада, загинаа 63 лица, ми се чини и повеќе со оние дополнително што починаа, а повеќе од 200 беа повредени. И во очекување на судењето и превземањето за сето она што и без судење е јасно, а тоа е дека објектот не исполнувал ниту минимални технички услови за вршење угостителска дејност, немало одобрение за реконструкција, немал основен проект за реконструкција, елаборат и посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии, опасни материи, не бил изработен план и проценка за заштита и спасување. И добро, не го направил тоа, а државата всушност не направила ништо да влијае да се преземат сите овие дејности и да ги исполни, а воспротивно да не му овозможи со работа. Меѓутоа, затоа и тоа како ревносно наплатува ДДВ од донациите. Па е токму и ова денеска како прашање предмет на темата, а имено граѓанската иницијатива Сапорт Кочани соопшти дека е извршена втората распределба од парите, од близу неполни 11 милиони денари. Се вели дека од оваа сума 1 милион денари, нешто помалку, но ете, може да се заокружи, околу 1 милион денари одат за данок на државата. Односно, одат во таа буџетска каса, одат во народната каса, од која пак се чини најмалку трошат
граѓаните или најмалку за нив се троши. Особено дополнително оваа тема се отвора имајќи го предвид степенот на високата корупција и криминалот, која е директно врзана токму со буџетот. Тако се има предвид дека сме на незавидно високото место како држава во Европа воопшто по корупцијата и дека па неколку стотици милиони евра годишно не чини, односно одат од тој буџет за таа висока корупција, тогаш значи дека и, а што е во проценти, еве, споредено со буџетот, да речеме, и тоа како високо, 8, 9, 10% и така натаму, нема да се претера дека оди на корупција, односно тече, неконтролирано истекува, тоа значи дека и ова од донациите, освен што е, велам, дискутабилно дали треба или не треба, особено уште повеќе имајќи го предвид процентот на корупција, значи дека ќе оди токму натаму, а не за некои други конкретни работи за што се наменети всушност. Така што средствата се распределени од страна на Сапорт Кочани на 137 лица во износ од по 71.900 денари за секој. А всушност 7.300 денари секој издвоил за државата, поединечно на име на ДДВ. Со други зборови, ако не било тоа ДДВ, би земале околу 80.000, вака добиле по 7.300 ДДВ. И сега интересно е, значи, дале платиле ДДВ на донација за трагедија, која ниту ја барале, ниту им требала. Ниту им е веројатно доволна во материјална смисла, во друга пак сигурно не, за надоместување на дури и на оние кои преживеале само на сето она што го поминале, а камоли за апсолутната загуба. Но велам, дури и во материјална смисла станува збор, гледате, за неполни 72.000 денари, односно 80.000 на кои платиле данок на донацијата за трагедијата всушност. Па е прашањето токму околу тоа колку државата има милост или нема милост, или води сметка или не води сметка. Дали е во ред вака секому исто, особено кога имаме ситуација во која кажав, еден куп неправилности се регистрирани кои на крајот од краиштата и без одредена правна разврска, па морално и одат на совест на државата, односно тие кои се. Независно, наназад 15-тината години. И при тоа, дали како еден гест, може би за секој да добиел уште по 7.300, или вака, треба да се оданочат тие на нешто на што, велам, ниту барале, ниту очекувале да ги снајде. Дали со други зборови, велам, може би е тоа и резултат затоа што и онака не се прави ништо, не се менува ниту кривичниот законник, ниту изборниот, или пак напротив, се прави, но токму се прави смислено, затоа што кога ќе погледнете од друга страна, оние пратки до 20 евра, тука експресно владата и текна како да собира ДДВ и од тие 20-тина во подпис премиерот. И токму тоа сега треба да се најде пред пратениците. Да не се пропушти данокот. Да не се пропушти, некој да порача некоја ситница до 20 евра, а замислете не платил данок. Кој понатаму ќе оди секако во тој буџет, во кој огромен процент е корупцијата. И од аспект исто така на она што државата го направила, во ред од аспект на организацијата, по тој трагичен настан би рекол квалитетно, успешно, меѓутоа во исто време и потврда дека здравствените капацитети кај нас и тоа како се не само недоволни, туку во апсолутно
никаква состојба, односно нема услови за и многу по нормални околности, а не вакви. Па затоа одеа по странство и така натаму. Велам, добра организација во таа смисла, но зарем тоа и не се подразбира и не се очекува и зарем не е обврска од државата. Така да во оваа смисла ете една повеќе дилема морална, во смисла ете кој или колку се грижи државата, колку мисли, кој колку помага, затоа што впрочем токму и оваа граѓанска иницијатива Кочани беше само иницијативно формирана. Колку помогнала државата? Освен велам она што се подразбира да го помогне, а тоа беше дека не може да помогне со капацитетите. Помогна организацијски да ги прати во други земји. Сапорт Кочани беше формирана како резултат на една иницијатива самостојна, не политичка, а токму со таа единствена цел да им помогне на страданите по пожарот. И токму како резултат на неа всушност се обезбедени овие средства донации. Тие не ги собираше државата. Средствата потекнуваат токму како резултат на активноста на ова граѓанско здружение, а кои ги донира компании, здруженија, групни акции, дури хуманитарни настани организирани во земјата и во странство, на кои ете сега државата вели дајте данок. А тоа што ќе остане ете нека им по 71.900 денари за секој, за 137 лица. Ете, генерално тоа е една дилема повеќе морална и слично, значи јас затоа и кажав, ова е, можеме и од оној аспект легалистички и така натаму, но затоа и спомнав, ДДВ третманот на давање и на примање на парични средства на име донации, би рекол, во вонредни ситуации е прецизиран, а ова зарем не е вонредна ситуација, дури настрана од тоа дали државата има или нема морална одговорност некоја, затоа што ако станува збор за земјотрес, секако дека нема. Но ако станува збор за тоа дека објектот во кој настанала трагедијата немал еден куп документација во периодот 15 на години, па има ли макар влакна одговорност тука државата? И ако нема, има ли треба ли да има одговорност? Дополнително што независно законски, еве и да го исклучиме тоа, државата секако има механизам за реагирање, односно за исклучување на одредени групи, односно во зависност од одредени случаи, во овој случај на ете вакви настрадани. И при тоа да не биде дека им доделува милост. Тоа е она што го има како обврска. Граѓаните не треба да чекаат, ниту да се чувствуваат како милост дека имаат и дека државата тоа им го дава, туку нешто што државата треба секако да го покаже. Така да, ете, се отвораат значи многу прашања околу ова, па еве да го проговориме чисто, зависно од која и да е перспектива низ која вие можеби ја доживувате оваа ситуација. 60-91-924-925, еве да почнеме и со првиот гледач. Повелете, добар ден. Исо, добар ден. Добар ден, поздрав, до вас се слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Така. Донациите и манипулациите се брат и сестра. Вината во манипулациите е државата. Државата ги отвара вратите тие манипулации, донации, да влагат внатри, да ршум да прават. Како сакат, така монтираат. Кривото го прават право, правото криво. И кај се чува видело државава да не знае, например, во Кочани што се случува. Кои се тие инспекции, кои се тие донатори, кои се тие вакви, такви онати што учествувале таму. Што правила држава? Државата е виновна? Никој друг. Затоа што
државата ги поставува тие што го водат колото таму. И тие го зема колото, место да го игра тешкото, тие она ситно, како више чочек. Дроби ситно и бегај ситно. Па не може вака, држава не се гради вака. Се на манипулација одат. Се пред време ќе направат, ќе да штимуваат, олку ќе заработам, толку ќе заработам, олку данок нема да платам, вамо ќе ги свиткам, онамо ќе ги претопам, вамо ќе ги прекачам, вамо ќе ги спуштам удолу. Тоа треба да се исчисти, да искорени. Држава да сече на секое влакно, да не може овие другите држави надбор, ја познато ми е, не сме, денарче едно, марка една, доларче едно не сме да помини. Кај нас ако не поминат милионија, ситно е тоа. Манипулацијата треба да биде на ниво, не може така. Овие плячки што се овие пари што ги изнесуваат напор, овие пари што ги крадат, од кај се? Од народот. Благодарам, поздрав до вас, повелете кој ни е следен, добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Да, повелете. Се слушаме, не? Да, одлично, повелете. Само вие. Прво да речам, ние катастрофи сме имали, имаме и ќе имаме. Никој не ги посакува, никој не сака да некој да изгори, да се запали, да има сообраќајна несреќа, да има пожар во куќата, да има земјотрес, да има поплава, да има сите тие се несакани, што се вика моменти кои што сака или не ќе си доаѓаат сами без повик, без ништо. Меѓутоа, людско е и човечки е да на тие луѓе кои што ќе настрадаат на некој начин, треба ние да им помогнеме. Дали ќе бидеме ние индивидуално, граѓаните, дали ќе биде тоа институции, дали ќе биде државата, меѓутоа, овдека некој заборава дека секој може да се најде во таа ситуација и државата да се најде во ситуација да не може одредени, што се вика, настани да ги преброди и бара помош надвор, да речеме од земјата некој да помогне. Еве кој земја пожарите, викавме авиони од други земји да дојдат да гасат. Да речеме, меѓутоа, овдека не можам, јас сум, значи, кога ќе прочитам текстот, ако се работи, значи, за несреќи и тие работи, значи, се вклучувам и давам донации. За други глупости не давам, али за тоа. Меѓутоа, државата треба да се откаже сама од тие ДДВ на тие средства. Затоа што и еден денар што ќе се собери на оној кој што треба да се 20-30 илјади, да речеме, евра, да го спаси здравјето, да дојде до подобро, што се подобар живот, значи не треба уште и да му ги... Ако може да му додадеме, а не да му одземеме, кај нас изгледа сите сме прво за себе рачунаме, а после ако остане, дури да не остане за другиот. Смислно, сепак свеста ни е многу ниска, а и на држава. Ви благодарам. Поздрав, повелете. Добар ден. Ало. Добар ден, се слушаме, да, повелете. Добро поплавне, господин Исо. Исто и вам ви посакувам секој ден. Благодарам, ајде, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. Се слушаме ли? Ема, Да, слушаме, добро. Да. Лака да ви кажам, ова е негде околу милион денари земени се од донациите, што е давачките за семејства во Кошани. Мислам дека тоа државата го има право, меѓутоа не требало тоа да го направи, бидејќи се однесува за лица кои ги изгубиле своите најмили и сега некои дава, донира, таму и на тие донирања се става данок. Државата добива данок. Тоа е законски. Државата има право на сите даноци да одоначува све. Кај што имаме тоа, тука су против тоа што го направиле. Само сакам да спомнам на денешната тема, господин Исо, кажавте вие дека почнале градот да очистат. А господин Исо, кој ги забрани претходно да очистат? Дали знаете вие дека Данела не го чисти градот, ако е градоначалник на Скопје? Знаете ли дека кој беше директор на комунална хигиена? Беше директорка од ВМРО ДПМН, господине. Кој го... Советот на град Скопје може да каже, Советот одлучува за сите работи. Данела не може ништо да направи без Советот. Па јас сум бил советник во општина, господин Исо. Ако Советот не одлучи да било каква работа, не може градоначалникот да направи ништо. Значи тоа да ме разберете еднаш.
Значи, сета работа е ова што го направија 2 месеци го блокираа, градот не сакаат да го чистат намерно и потоа еуфорија гледаш што се случува. Сите контейнери полни, сега ги испразниле, па ги чистат, па исполниците ги бришат со нешто, некој мириси вамо таму. Тоа е срамота. Поздрав, господин Ису. Добро, благодарам, ве поздравувам, но еве исто паралела. И добро, сега ќе добиеме ли ние, граѓаните, не знам, некое намалување пресметка на сметката месечна за тоа што ѓубрето не било чистено? Ако веќе толку се води ревносно евиденција како поднос на данокот во врска со темата. Како што нели се води за ако некој не платил данок, па веднаш утврдиле контролите, па се вели лицето тоа и тоа ја оштетило државата. Затоа еве го и терминот оштетило под наводници. Затоа што тој не оштетил директно, тој само не платил на државата, оштетил треба да иземе. Па тогаш оштетил, сте извадиле цигла од зидот, сте го оштетиле зидот. А не сте дале цигла плюс, значи не сте дале, а не сте оштетиле. Но се користи тој термин, да, ја оштетил државата, буџетот го оштетил за толку илјади. Не зел тој од буџетот, туку не уплатил во буџетот. Закинал. Не е соодветен изразот кој го користат сите тие УЈП и така натаму, и медиумите впрочем. Лицето ја оштетило, го оштетило буџетот. Не уплатило, му закинало, му скратило на буџетот. Си присвоило, ги задржало за себе, не си ни присвоило, не зело од буџетот. Меѓутоа, по таа релација исто, ете така сега, ѓубре месец дена не собрано, ќе имаме ли исто ние, или ќе не оштетат тука и тие, да не ни одбијат нешто од сметките. Така и ова исто, дали и државата ги оштетува во таа смисла и ова, по однос на темата семејствата, во случајот 137 лица, кои поделено околу 7.000, над 7.000 денари би добиле, доколку секој би добил, повеќе доколку државата не го наплатила овој ДДВ. Па во таа смисла дали сега државата ги оштетила нив и добиле секој по 71.900 наместо 80.000 колку што би добиле доколку државата не го зела тоа, или еве не ги оштетила, ако мислите дека ги оштетила, ако не во ред, може мислите и така си треба и се е по закони како што треба и уште неколку работи да ни се како што треба и ќе процветаме, ќе ја надминеме и ЕУ. Само еве вака по закон како треба на страданите ДДВ да им се наплати, и ние сме тука доследни до процент и до денар, ниту корупција, ниту се е безпрекорно, па така и овде. Повелете, добар ден. Писам. Да, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака. Да. Мислам дека се работи за семејствата на страданите, ако се мисли на ваму. Заради Да, во Кочани, да. Во Кочани. Се видите вака. Јас не оправдувам неплаќање на данок, пример, еве зошто. Данок си е данок, како што рековте за државата. Меѓутоа, со закон се донесува акт и се вели. За настраданите даваме пример 1000 денари, 2005, 10 и тука завршува целата работа. Не може са ние да се влечкаме, не плаќаме ради тоа или ради ова или вода, како што беше Рачинов, ајде не плаќа, струја не плаќа, тера и важно ќе има. Так. Значи сакам да кажам, нека си има закон, за тоа треба не ве Боже никој да го пати, не велам не, реков, помош толку за тоа и толку е решено. Не може и со цел живот пример да не плаќал данок. Во тој однос мислам. Второ, за чистотата во Скопје. Ова е дојсе, она е дојсе, вака направи, чека, има фирма, има предпријатие, што работеше. Меѓутоа, друга страна да слушаш, па гледај, 200.000 евра за девој, па ова, па она. Па мора нешто да смрди. Градот е чист. Јас секој ден плаќам, мислам секој месец плаќам градска чистота. Така и барам да биде чисто. Што правеа тие? Што да правеа? Мора да е некоја манипулација. Значи, мора да е некоја манипулација. Така јас мислам, не мора да сум најточен.
последователно се од Ридов од долу. Имавме еден гледач од Кичево, нема да го наименувам, некако се смири. И јас се јавувам, досадувам, ајде да речам, ама имам респект. Па овој од Крушево дали стално седи пред телевизија и пред секоја. Сега одма ве превртува и на друга телевизија, па ќе го слушам. Па досадно ми е да ти кажам право и да го слушам поќе. Јас на некој теми не се јавувам, оти. Не знам да одговорам, па не мора да се јавувам. Он све знае. Да, ви благодарам и поздравувам. Но еве, и, може на различни начини човек да размислува, затоа и дискутираме. А што сега со ова оданачување? Да не се случила трагедијата, не би имало ни донација, па државата не би добила ни, барем од оваа втора распределба, $1.000.000 данок. Значи, всушност, трагедијата се случила и еве државата $1.000.000 данок, буџетот за $1.000.000 поголем. И сега јасно дека не е така, на каде води разговорот. Но затоа е, велам, чувствително. Реално да не била трагедијата, не би имало потреба ниту од донација, а на крајот од краиштата и никому не му треба воопшто ваква донација, не може да го врати тоа што се случило. Макар и како траума за повреда или загуба да не зборувам. Но сепак данок е данок. Сега, ако човек анализира така, значи може и да, закон е закон, па добро е, па така и при трагедија, и донација, и хуманитарна помош ќе се наплати данок. А заклучокот што е тогаш? Колку повеќе трагедии, повеќе донации, па повеќе и данок. И сето тоа е навистина, затоа велам чувствително за размислување, но затоа и треба да се размислува и малку поинаку, односно директно човечки, како да се помогне. Затоа и спомнав, а колку и како, дали државата директно помогнала. А да, добро, па центар ваков таков, рехабилитација и слично. Почнувајќи од тоа дека апсолутно услови немаме, се испраќаа надвор. Но добро, понатаму направиле, пониква и каде што таму адаптирале, но тоа е и обврската на општеството, на државата, секако. Дали помогнала во друг некој конкретна смисла. И дали можела да помогне, токму ова велам, откажувајќи се од тој ДДВ, кој на крајот од краиштата е смешен, особено за буџет од 6,7 милијарди евра, $1.000.000 денари. Барем ете тогаш, донација, ајде, еве, ова е наша државата што се, или референдум да распишеме, дали би се откажале од тие $1.000.000 денари, да земат уште по 7.000. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Сакам да кажам, постојат механизми постојано, како за нивната плата да си ја зголемат. Повелете, ве слушам, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, се слушаме, повелете. Сега вака Исо. Кажете, да. По добра насока води Мицовски државата. Значи, добро е сега вака овој што е на платежната агенција, што е директорот, значи тој у криминал влезен. Значи тој има корупција до нема и каде. Значи, Мицовски во собствените редови тебе прве да рачисте. Значи, овој што е у платежната агенција, значи да направите на репортажа у Росоман, значи има една задруга се вика Душа Чирич. Да го има тие Чиро Шошев, олигарх од времето на Мијалков и Груевски. Значи го продаде тоа едно земјиште на некој од битово олигарх. Значи тој му има дадено пари на овој кој е платежната агенција. Значи тој го продаде тоа земјиште не само таму и у Паликура. Треба да направите една репортажа. Таму и други има умешано у тие продажби на тоа земјиште на возови насади. Значи, тој има земено пари од тој одбитово олигарство. Значи, треба одма да го, значи, кривише пrijave кажа овој што е Мицковски,
и тебе да одма да го уаста тие човек. Значи, до тоа да е реđe за една Македонија? Така, дајте истече времето. Ете, повторно, повлекувате паралели. Токму корупцијата во сите сфери. Корупција од ИПАРД фондови, европски пари, ЕУ пари, за земјоделството. Колку се отидени, еве сега, то дали ќе се утврди, како и да е, отидени се. Во таа смисла корупцијата и високата корупција од каде е? Па таа е од буџетот. Не се зимаат други пари, од таму се цица буџетот. Тоа е тоа, државни пари, тендери и така натаму, што, како, по кои основи се склучуваат, или патни трошоци, или кои да се веќе начини. Ево таа смисла, значи, мајки го предвид високиот, огромниот процент на корупција, односно на оштетување од буџетот, сега, тоа значи дека солиден процент и од овие милион денари ДДВ за настраданите ќе оди на корупција. Ќе биде употребено за корупција. Од таа каса одат. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Вака, сега ја малце може ли да сменам темата? Па, ете, зависи за што е, некако ја менуваме од почеток. Да, зборувам за ѓубрето што е собрано во Скопје. Ајде, делумно еве, дајте минута, со тоа минута да вратиме на ова, да видиме, добро. Вака сега. Околу ефикасноста и тоа. Да, повелете. Секоја чест на градоначалникот, дека го ичисти Скопје, но има една запирка. Од каде наеднаш 80 нови автобуси, а додека денеска се јавува, мислам дека од град Скопје, од овој што е синдикатот независен на автобусите, јавува дека тие биле стари, но дотрајани и заменети со нови делови. Значи, од каде ги најде 80 автобуси за да го ичисти Скопје? Значи, тука нешто смрди, нешто мириса. Автобусите мириса нешто во работата на градоначалникот. Ја пак ќе речам, секоја чест, го чести за 72 сати. Но нешто смрди, затоа што како не може он до тогаш да ургира, бидејќи ја има целата власт, да ургира за чистење на ѓубрето. Сега, тоа се однесува до градскиот воз. Градскиот воз може и сега да оди. Јас јавувам од Зелениково. Јас му направив не на орце, туку на државата и направив 2 перона што порена не постоја. Значи, после 120 години воз застана во Зелениково. Зашто не го пушти сега, за да ги научи патниците да ги одвикне од автобускиот превоз, да се префрла на градски превоз. Има време тоа да го направи, веднаш до Зелениково нека пусти градски превоз, затоа што има 2 накнад. Да, благодарам. Би замолил да се вратиме на темата, а ова еве нека биде вашето отстранување од темата, токму и на некој начин нешто што ќе не врати. Да, за 72 часа, кажавте вие, се согласувате, исчистили слично. Ево таа смисла. За 72 часа, а поминаа колку трагедијата во Кочани. Можела ли државата да размисли и да каже, има ли механизам некако во оваа категорија на луѓе, ќе го исклучиме ДДВ-то или sejedno ќе го наплатиме ДДВ-то, но ние како држава ќе помогнеме. Sejedno во добра и така натаму. Значи, повторно во оваа смисла во која еве го кажавте, да, 72 часа може да се соберат толку тони ѓубре. Ова можело на една седница да се утврди. За едноставно на крајот од краиштата и да се утврди, да се констатира, да се има јасна ситуација. Така и така е, немаме механизам да го исклучиме, како што немаат механизам, како што велат, да се ги намалат платите од 78%, наспроти механизмот кој им ги качи платите. Остана исто така и нетранспарентно, кој како по собствена желба, ако сака да донира, и се заврши генерално на тоа. Во таа смисла, да, имавме седница и онака комеморативна задоцни и така натаму, имавме како можеме да помогнеме. Можеме да помогнеме, еве седно, ајде, бенефициран, односно намален данок. Ќе го намалиме данокот за оваа категорија. Хуманитарна донација е помош, хуманитарна и така натаму. Или ќе го исклучиме сосема, или седно, ние ќе собереме фонд за етничка помош.
се договоривме, еве пратенички фонд, анонимно, исто како што кажа, анонимно, нема секој според своето, да не било, немало потреба транспарентно, кој колку ќе издвоил од платата. Исто, нема потреба да кој колку ќе издвои, за да имаме дилема дали некој издвоил или не издвоил воопшто и кој колку издвоил, ако издвоил. Еден солидарен фонд, па пратениците потоа една кутија да даде, ова ние собравме. Па кој дали тројца, дали 30, дали 120 и по колку платиле, немаше потреба да го откриваат. Па нека се плати данок, а тие своето, исто така на нивните оданочени плати. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, до вас се слушаме. Ве поздравувам вас и ја ценам темата што ја имате поставено денеска. Благодарам. Но за жал сите досегашни слушатели што ги слушав, изгледа ми не го разбраа тоа што темата го бара. Без разлика на законските обврски, во случајов државата, односно надлежните институции, требаше подхитно да донесат одлука и да го симнат од дневен ред обврската за од тие средства да се плаќат некакви обврски према државата. Тоа е едно клучно прашање, затоа што, иако господинот премиер кажа дека ќе проба на сите можни начини да му помогне на настраданите, сега во една ситница, ова е една ситница во смисла на износот што е планиран, да смешно е да државата посегни за такви средства на кои не смееше. Инаку во другиот дел, она што сакам да го кажам, ни недостасува висока организација, односно извршување на собствените задачи, затоа што не можеше да се случи во просторија за која е предвидено 200-300 граѓани да присуствуваат 500 и 600. И второ, дали е вистина, и ако е вистина дека влезните врати некој ги заклучил, тоа е голема тема, ако е точно. Јас се извинувам што ова го наметнувам, меѓутоа тоа е причината поради која наместо неколку луѓе настрадаат толку луѓе по сите прашања. Благодарам, поздравувам и секако и за тоа што ја свативте на вистина темата и односно се држите до неа. Имајќи предвид дека е на вистина, би рекол и тоа како битна, ако ништо друго, и заради почита кон оние кои ги снајде директно, иако сите не снајде. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, поздрав, до вас се слушаме. Види вака, би кажал, во врска со ова, значи би кажал во врска со ова, видим ако некој што ми се поремети нека идеја, па затоа. Значи, може да донесат закон за безказнивост. Нели, за заставување на злоделата што ги прават држава, али овде не можете да анекс или нешто било што, указ, еден праток, значи, за да се прерипа ова обврска даношна, за тоа се нема време. Се нема ни желба, ни волја, ни ништо, значи. Пази, што е најцрно, баш власт и локална сега, и претходна локална, и централна, највиновни за трагедијата што се случи, и на крај, па уште удри по жртвите. Уште толку да го осакатиш. Па и веќе си го осакатиш, уште толку да го осакатиш. Абе, ја не можам да го разберам ова со Кочанчани. Дозволија избори да има таму, па не само што дозволија избори, него изгласа од истиот, од овие сега што се власт. Со сиот памет. Не можам да сватам. Ја не можам да го сватам. Некој да ми направи вака трагедија, па да го сакам, па да го вознесувам, да го возлюбувам.
Тоа е боле земи пар прилици некој потоп таму некоја река Брклози и да те снема. Срамота ме човече на 100 удара данок. Да, благодараме ти, истече времето. Поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добро вечер. Да, добра вечер, веќе повелете, да. Јас воопшто не би дискутирала, не би морализирала дали треба или не треба да се оданочи, бидејќи тоа е во законот. Што ми е во рамките на законот, треба да се оданочи. Тоа не ги оштетува, тоа е минимално што ги оштетува демек средствата на семејството, ниту ќе ја збогати државата, но битно е да се постапува според законите. Секаде, секогаш, во секое време. Ако не тргнеме така, никаде никогаш нема да стигнеме. Нема спрема милост или немилост, или јас како чувствувам, туку по правилата. Сега во правилата ние имаме толку многу пропусти и грешки, значи треба да се доведат законите да бидат освен правни и морални, а не индивидуално да се постапува. Инаку сум убедена дека има суштинска разлика помеѓу случувањата во Кочани, во приватен објект и случувањата во Тетово, во државен објект, во болница. Луѓето отидоа во државен објект на страда и таму немаше никакви реакции. Ниту од јавноста, ниту од власта, кои ја представува државата, таму се направија сите грешки. А овде државата направи се што може за оние што преживеа и мислам дека им помогна околу погребите на оние што за жал почина. Трагичен настан, ќе го помниме сите. Меѓутоа, принципите треба да бидат пред се, ако сакаме да заличиме на стабилна територија во која владеат правила и норми. Така да, милоста лична ништо не ми означува. Ете, така, тоа е моето размислување. Благодарам. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Иако ете, токму кога станува збор за принципите и по однос на даночниот третман на хуманитарна помош и донации за ублажување на последиците на вонредните ситуации за време на COVID-19, го имавме тоа. Ете принципиелно непринципиелност. А тогаш, значи, тоа се применуваше, а имаше и злоупотреби, се сеќавате, токму и од тие хуманитарни. Така да, затоа велам, да, принципно ако е принцип за се, и закон ако е закон за се и за секого, и така натаму. Оба, знаете, кога ќе видите, ете, за пратениците и патни трошоци, и хранарина, и слично за работниците укинато, и така натаму. И за ковид еден принцип, тука друг принцип, па каде е принципот? Во таа смисла велам. Да има принцип не би имало корупција, барем не е толкава колкава што е. Да има принцип, па не би се ни случила трагедијата, веројатно, па не би ни зборувале за потреба од донација. И така натаму. Затоа велам, се е тоа еден маѓепсан круг и не е, ниту би рекол, толку едноставен одговорот. Повелете, добар ден. Кој ни е следен, повелете. Дали имаме некого на другата линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете, вие сте. Вака, многу тешка тема, Иса. Па и тоа како, да, мислам, јас имам дилеми. Значи, ДДВ за собирање за донации, тоа е срамна работа. Уште посрамно е што самиот град Кочани си гласаше за тие што гласаше. Не, тука нема никаква логика. Не можам тоа да го разберам, наистина. Да се става ДДВ за помош и тоа за длабока психолошка анализа. Ема, добро, се ќе средот исто како со ѓубрето, нели што беше така хибридна закана, барем така некој тврдеше, никој пат не потврдено. Не сакам воопшто да ги мешам тие работи, меѓутоа многу се тешки за стварување, така, метаболитички. Ме разбирате, нели? Да, сосема, како да. Како тука државата не отвори линија за бесплатна помош за луѓето? Да се договореше со 2-3 колку има оператори мобилни.
каде беше тука државата да помогне за таква работа? Државата потврди на власта, сегашна, нека било и од пред пола година и пред година дена, не е битно. Е одговорна за оваа работа. За оние ми спровоцира малку тие што спомнуваат содржани во претходната емисија. Има таму во Белград Часилент и мислам дека се многу добри обожувачи на Вучич и нека си одат таму ако сакат да се раскалашат. Да, добро, благодарам, но дете да не правиме паралела, особено ете со други држави, тука сме да се обидеме заедно да функционираме и да си го најдеме ете подеднакво рамноправно. Она што на сите ни треба, тоа ете тој спомна и господјата пред малку, принцип, закон, пристап за сите подеднакво, без истакнување на карактеристики на одредени, на поединци, на етнитети, на и така натаму, односно како императив, туку токму колективното. Повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме, вие сте, повелете. Поштување, господин Исто така ве поздравувам, повелете, да. Добра тема, само тоа не требаше најголемо да биде милоста. Која држава, која има ова наша држава милост? Па таа може да те дери да од сите страни шика со сатар да зима и даноци и све. Ова срамно ова тема што се поставува. Дали отишла во Чаир или во Тетово или другите општини кај што бесправно се градат згради, куќи, данок дали платиле некој динар, дали им дела државата на тие, или удират там, како беше пословица, кај што е најтенко таму се кини, удри само таму. Па да има некој паметен луѓе, чека ќе рече, ако има поштено што рече ти, ако има правдина, донации се тие, не треба данок, нема, стварно на семејствата. А овде, ќе ви, после известно време ќе слушаме некои афери, некој правил дувари со тие донации, со ова, со она. Затоа милост, која е милост државата? Јас, што спомнавте со претходниот, тешка тема. Па ова лесна тема е. Кога ќе ги снема овие три партии, ВМРО, СДС, а тие албанските се исти се тие, и ВМРО, и ТУ, и ВР се исти, кога ќе ги снема од политичка цена, тогаш можеме да збориме и за правдина, и за правен систем, и за закон да владе во сите сегменти, а све додека сове е тука, на власт, нема да види македонцето бел ден. Затоа, секоја година, толку се иселиле, толку отишле во Германија, толку во Словенија, толку во Малта, толку ваму, све додека сове ове го пркаат македонскиот млад народ. Биди ми поздравен, све најдобро. Благодарам, и јас ве поздравувам, но ако сме на крајот, или имаме време уште малку? Ако имаме, повелете, добар ден за уште некого. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме, повелете. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Добар ден. Добар ден, ако имаме некого. Ало, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Работиве исто се многу едноставни. Треба да се донесе закон. Сите оние физички лица што се помагаат поради настрадани, што се настрадани поради пожари, поплави, земјотреси, исто така и оние луѓе кои што има тешка болест, а немаат пари да се лекуваат во странство или тука, тие не сме да се земе ни денарче данокот од нив. Тоа лесно се решава доколку сакаат пратениците. Закон да се донесе и готово. И другово што слушам, жалопојки, глупости што тресат овие, значи тоа треба да се донесе таков закон. Сум слушал дека овие социјална помош што зимаат, ако некој од странство им даде барем еднаш помош, им се укинувала социјалната пензија и тоа социјалната помош. Тоа исто треба да се види дали е вистина. Значи тоа треба да се регулира. Да. Значи вакцините, Филипче што се обогати, овие модуларните болници,
наплати као да е квалитетен материјал, огнеотпорен, а тој ста ефтин материјал и лапна тука се зборува на 2 милиона евра. Тука треба данок да се направи. На овие што се богаташиве, што имаат многу пари во банка, што имаат по неколку джипови, неколку станови, тоа треба данок на луксус да се донесе, а не да има големи казни за сиромаштијата и даноци. Тука треба тоа да се регулира. Значи, а тој што му смрдеше, да му одговорам, дека смрди цело време на тероризам и пожарите и... Благодарам ве, поздравувам. Дали имаме уште време? Повелете, ако имаме. Да, на крајот сме сепак. Сакав да кажам, ете, го заклучиме разговорот, дискусијата денешна, дека поентата е всушност дека не треба да државата да дава милост, ниту да се очекува милост од државата. Таа не треба да доделува милост. Нејзината функција е друга, особено ваква каква што е како систем. Не е ниту кралство некое и така натаму, па милост од кралот или кој да е таму некој. Туку поентата е, значи, токму преку оној принцип за кој зборувавме, односно почитување на законот, на ДДВ-то, регулирање, што кажа гледачот, дали социјална помош и слично, сето тоа да се предвиди. А во вакви вонредни ситуации, исто така, да се регулира на посебен начин, како ќе помогне државата, како ќе организира, дали ќе отвори телефони, дали ќе биде посредник за собирање помош. Ете, тоа е начин како да, всушност, не само да не дава милост државата, туку и да не се падне во немилост на државата. А на овој начин, за жал, се чини дека и тоа барем многумина го чувствуваат. А како резултат на отсуство токму на тие работи? Принципи, конкретни одлуки, законски регулирања и така натаму. Ви благодарам за денешните разговори, ви посакувам пријатно попладне и се радувам на нашата следна средба утре. Довидување.